Општинската организација на СДСМ Куманово денеска одржа пресконференција на која ги повика советниците во Советот на Општина Куманово да носат одлуки исклучиво во интерес на граѓаните и со целосна одговорност пред јавноста. На дневен ред на Советот на Општина Куманово повторно се наоѓа точката поврзана со Лидл и спорниот дуб, истакна председателот на Општинската организација Дарко Ристовски. Во петок, 15.5.2026 година, на дневниот ред на Советот на Општина Куманово повторно се наоѓа точката поврзана со Лидл и спорниот дуб. Случај кој подолг период ја бранува јавноста и отвара сериозни сомнежи за нетранспарентност, судирани интереси и можни незаконски влијанија на урбанистичките постапки. Подсетуваме дека уште минатата година јавно предупредувавме на сомнителни урбанистички процеси, на можност од однапред координирани активности и на опасност приватни интереси да бидат ставени пред интересите на граѓаните на Куманово. Според јавно објавените информации, парцелата поврзана со лица блиски до градоначалникот била купена за 250.000 евра, а само неколку дена подоцна препродадена на Лидл за 600.000 евра, при што бил остварен значителен профит. Овие информации отвараат сериозни прашања кои институциите мора темелно да ги испитаат. СДСМ не е против инвестиции и развој, напротив. Секоја нова инвестиција и секое ново работно место е добредојдено за Куманово. На граѓаните имаат право да знаат дали сите постапки биле водени законски, транспарентно и во јавен интерес. Јавноста заслужува одговори. Кој има корист од измените на ДУП-от? Дали институциите постапувале независно и транспарентно? Дали постоела координација при урбанистичките измени? Зошто и понатаму нема никакви јавни и јасни одговори за овој случај? Зошто институциите молчат? Ги повикуваме советниците на Советот на Општина Куманово да носат одлуки исклучиво во интерес на граѓаните и со целосна одговорност пред јавноста. Куманово заслужува транспарентност, честност и одговорно управување, заснована на законитости и јавен интерес.